Прво околу улогата на Македонија во војната, во улогата на Македонија во украинската војна, окупацијата на Русија. Во моментов не фативме страна, не сме на страната на слободарските вредности, демократските вредности. Јас ќе дадам слободна оценка дека позицијата на Република Северна Македонија, која е представувана преку извршната власт, дека всушност е многу променета. И веројатно тоа се должи на немањето јасен концепт каде оваа влада ја носи Република Северна Македонија во поглед на геостратешкото позиционирање. Ако се навратиме наназад и се вратиме низ сите турбулентни времења во светот, па и на европско тло, изминатите 30 години ќе видите дека секогаш постоела конзистентна меѓународна политика со исклучок на некои одредени критични моменти, ќе кажам. Она што сега владата го прави е практично сака да прикаже дека е фактор, но за жал не е фактор, и сака да се прикаже дека ете ја фаќаме вистинската страна. Во еден конфликт е многу тешко да кажете дека ја фаќате вистинската страна. Во 2022 година, кога почна инвазијата врз Украина, која и тогаш и сега, и за мене, и за Социјалдемократскиот сојуз како партија која застапувам во собранието, меѓутоа и за општата јавност, беше конфликт, односно инвазија која со ништо не беше испровоцирана. И беше едностран акт, покажување моќ на поголемиот врз помалиот. И тогаш сите се согласивме едногласно, зборувам во светот и во рамки на НАТО алијансата, каде Република Македонија е член, дека тоа е неоправдано и дека тоа е повреда на демократските принципи и принципите на определување на една држава. Во оваа неумешност на македонската влада да води надворешна политика и да покаже јасно која е стратегија, отсуство на резултати, да испорача она што пред изборите се ветуваше, а тоа дека ќе имаме промената рамка преговарачка, што нема, гледате, тоа не се воопшто не се зборува, гледам дека тенденцијата е да се замени реториката. А тоа е дека сега Македонија е за мир, а дека некој во Македонија впрочем е за војна. Не. Никој, па вклучително еве и како мене, која во времето кога требаше апсолутно ги поддржував и ги предлагав на седница на влада одлуките за воена помош на Украина, ќе видите дека никој од нас не е за војна. Апсолутно. Но војната не се случи по вина на Украина. И сега реториката која се наметнува е дека некој е за војна, некој е против војна. Не, апсолутно не. Ние сите сме за мир. И европските лидери на последниот состанок кој го одржаа во Лондон, едногласни се апсолутно дека Европа сака мир. Европа е најзаинтересирана да има мир затоа што војната е на европско тло. Но нашата влада сака, како што реков, да го скрие неуспехот во исполнувањето на своите предизборни ветувања, дадени овдека пред граѓаните и за жал, по некои очигледни факти ќе кажам, лошото позиционирање на меѓународен план. Тие велат дека имаат силни релации со администрацијата на сегашниот претседател Трамп. Тие сега потенцираат дека Соединените американски држави се наш стратешки партнер, ние тоа го знаеме. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и кога е власт и кога е опозиција, вели дека Соединените американски држави се наш стратешки партнер и тоа така ќе остане. Но за да го надомести изгубеното, сега оваа влада прогласува и нов стратешки партнер, земја која е исклучително интересна за обсервација кога станува збор за европската интеграција на Република Северна Македонија, тоа е Унгарија. И ако ги видите изјавите од вчерашната посета и заедничка изјава на двајцата премиери, ќе видите дека она што Орбан го кажа е поразително за Македонија и поразително дури и за ВМРО ДПМН. Велите за Орбан дека и за релациите со Македонија, Унгарија покажува една поразителна политика. Може ли тоа повеќе да поексплицитно, подетално да го елаборирате, но она што е факт е дека ние во моментов немаме инвестиции од Унгарија, само кредит практично.
Апсолутно да. Да. Она што пред изборите беше најавувано без да се соопштува од која земја, како огромна инвестиција, сепак 1 милиарда инвестиција во оваа држава апсолутно не е за потценување, се претвори во заем, се претвори во кредит. И тука има голема разлика меѓу тоа некој да инвестира и некој да ви даде без оглед на поволностите. Тоа ќе го оставам на економистите колку е нешто поволно или не, но сепак земањето на кредит од држава, а не од меѓународна институција, понатаму остава простор и за своевидно политичко врзување, да не употребам збор заложништво. Еве нека биде врзување. И тоа е прашање на политиката. Она што мене се уште ајде да кажам, ми е фокусот на изјавата е дека обидот на Унгарија да не поврзе во таа некоја економска соработка заедно со Србија, што е апсолутно за мене прифатливо, бидејќи ние сме соседи, јас секогаш сум се залагала за добри односи со сите наши соседи, апсолутно тоа е, сметам дека секогаш добрите односи со соседите се предност, не се мана, но вели тоа е утешна награда за вашата интеграција во Европската унија, бидејќи имате проблеми и предолго трае. Па тоа е вистина. Сега, апсолутно, но она што јас го кажав е реториката зошто се менува. Затоа што ветувањата кои беа давани пред, па дури по изборите кога беше формирана новата влада, дека сега ќе ги видите нашите мокни позиции, во суштина сега се излишан полон и се сведуваат на тоа дека да се задоволиме со нешто утешно, бидејќи очигледно дека нашите позиции, зборам сега како држава, дека нашите позиции во рамките на Европската унија и во рамките на тие земји на кои веројатно оваа влада се надевала, во суштина не се толку мокни да можат да го испорачат тоа што ветува и цврсто не убедува дека може да го направат пред изборите, а тоа е нова променета преговарачка рамка која ќе биде во интерес на Република Северна Македонија и така натаму и така натаму. Дали сребувате за последици на Македонија од страна на Европската унија, значи кон Македонија, кога станува збор за фаќање на таа страна, тоа е проруска страна практично, а во контекст на нашите ЕУ интеграции, односно помош од страна на Европската унија, кога лобирање, кога станува збор за бугарскиот спор. Ние треба да бидеме свесни дека одлуката која ние сите велиме, сите партии тука, барем формално во нашите говори сме едногласни дека одлуката Република Северна Македонија да биде членка на Европската унија е стратешка. И дека тоа е континуитет и 30 години наназад, кога ги видите говорите и изјавите на сите, ќе видите дека тоа е така. Но прашањето, односно треба да сме свесни дека Европската унија со сила не може да не натера да бидеме дел од Европската унија. И ако ние со вакви некои однесувања сакаме Европската унија условно кажано да ја направиме љубоморна, за да ни обрне повеќе внимание, мислам дека грешиме сериозно. Европската унија сега, особено европските лидери, се исправени врз сериозен предизвик да повторно воспостават комуникација, вистинска, дипломатска комуникација и да ја продолжат онаа кохезија која има со Соединетите Американски држави пред да бидат донесени низа на одлуки. Фокусот нивен сега е таму. И ако ние мислиме дека со вакви застранувања, дека може да предизвикаме во замирување Европската унија, не мислам дека тоа ќе трае толку. Затоа што Европската унија има сериозни предизвици, повторно ќе напоменам. И затоа мислам дека не треба да си играме со ниту една страна, ниту со Европската унија, ниту со Соединетите Американски држави, и треба јасно да останеме на курсот кон целосна европска интеграција на нашата земја. И мислам дека тука одстапка не смеме да правиме. Зошто? Затоа што еве економски, прагматично ако гледаме, не може замена за европскиот пазар, за пазарот на Европската унија, да не биде поврзување со 2-3 држави, колку и да е таа силна економска соработка. Невозможно е. Секако дека компаниите во Република Северна Македонија и бенефитот за граѓаните е многу поголем кога се отвараме и учествуваме на тој пазар и кога ги имаме придобивките кои ги имаат земјите членки на Унијата. Ако имате стратешки партнер во една земја, таа никогаш ќе нема да ви рече ќе се задоволиме со некоја утешна награда. Таа ќе ви помогне и ќе даде се од себе
да сработиме заедно. За Унгарија говорите. За Унгарија, да ни помогнат да сработиме да го исполниме нашиот стратешки интерес. Затоа што секогаш земјата која што е членка на Европската Унија е во предност, за разлика од онаа која што е надвор и чека. Дали стравувате сепак од можни последици, дали можеа да се случат некакви последици ако извртевме на Америка грб околу резолуцијата каде бевме ко-спонзори практично, резолуција која се однесува на Украина? Јас не мислам дека имало потреба воопшто на Америка да ја вртиме грб, апсолутно не. Како да кажам, ни на крај памет не ми паѓа на тако, затоа што тоа па би било погубно, затоа што одеднашка нема и причина. И ние не сме ни биле доведени во таква ситуација. Можеби Она што беше пропуст, не знам на што се должи, дали се должи на незнање, дали се должи на брзоплетост, е зошто кога резолуциите кои ќе ги погледнете и на онаа на Соединените Американски држави и онаа на Европската Унија, тие не се спротивставуваат. Клучен е украинскиот суверенитет и руската агресија. И руската агресија, но дали принципиално ставовите кои оваа влада, еве сега оставете ме мојата позиција во претходната влада, дали позициите на оваа влада кон Русија и препознавањето на агресор на Русија, зборам во руско-украинската војна, останаа исти. Тие велат дека останаа исти. Тогаш ако дома давате соопштенија и ставови во кои велите дека да, и за нас и понатаму Русија е агресор, тогаш зошто тоа на вашиот партнер стратешки Соединените Американски држави на тие средби не ги кажат? Она што мене ме загрижува е дека без никаква доза на љубомора за средбите кои премиерот ги имал во Соединените Американски држави, јас искрено, и тоа го кажав на претенични прашања, му се обратив на премиерот и кажав дека за мене како пратеник и како граѓанин, секоја средба и позата на Соединените Американски држави ни е плюс. Но она што ме загрижува е недостатокот на официјални средби на политичко ниво, кое му кореспондираат на нивото на премиерот или министрите. Ние ги видовме фотографиите од средбата на државниот секретар на Соединените Американски држави со неговиот колега, министерот за надворешни работи на Грција. Тоа е таа средба која што треба на политичко ниво да се воспостави. Ако ние ја видовме средбата и во минатото сме имале такви средби, кога премиери заради системот, моделот во Соединените Американски држави се среќавале со државните секретари. И тоа не е апсолутно никаква штета. Таа средба, ако на таква средба беа договорени позициите на Република Северна Македонија во однос на резолуциите, тогаш ќе ни влиеше на нас како граѓани поголема сигурност дека знаеме на каде одиме. Вака, првиот одговор кој го добивме како јавност во однос на нашето позиционирање на резолуциите беше така одлучивме. Кој? Еден, двајца, тројца, цела влада одлучи, имаше седница, или потоцна беше да објаснето во координација со стратешкиот партнер, во недостаток на аргументи и лична позиција, став, зборам на државата, премногу често беше спомнуван како изговор веројатно стратешкиот партнер. Ние ги знаеме позициите на Соединените Американски држави и повторно ќе кажам, и јас и како граѓанин, и како пратеник, и како дел од политичкиот систем во државава, апсолутно поддржувам мир во Украина. Но исто така, треба да бидеме свесни дека исходот од она што се случува во Украина или примирието, мирот кој ќе се постигне, прво треба да биде траен, не сме да биде привиден, и второ е многу важно каков мир ќе биде постигнат. Или што ќе биде она што ќе се договори. Затоа што тоа, верувајте, дека ќе има влијание врз отворените прашања овдека на Западен Балкан, кои за жал ги имаме. И веројатно, ако политичарите во минатото биле многу попрагматични и ако биле свесни за безбедносните предизвици и геополитички промени кои би можеле да настанат, тогаш одлуките требале да ги носат многу порано. Но тука сме каде што сме и затоа треба сега да бидеме прагматични, да носиме одлуки, меѓутоа исто така да бидеме и внимателни кога даваме изјави што посакуваме. Мицковски вели дека е во периметарот на Трамп, ВМРО ДПМН вели дека гласале за резолуцијата, ние сме ко-спонзор, со надеж дека практично ќе ни помогнат, ќе не поддржат во спорот со Бугарија.
ако, повторно ќе кажам, ако имало средби на такво политичко високо ниво, тогаш тие пораки се испраќаат јавно. И тогаш се кажува дека поддршката ја даваме на Република Северна Македонија и ние ќе се завземеме да направиме се позициите да ги подобриме. И јас таква двостранна изјава досега не сум видела. Еднострана да, од нашата влада, меѓутоа став на Соединените Американски држави во однос на ова што ВМРО го нарека, односно владата, се извинувам, прашање со Бугарија, не сум видела. Ставот на Европската унија, барем до овој момент, е непроменет по однос на тоа прашање и тие велат разговарате со Европската унија. Впрочем, ако се прочитаат внимателно и заклучоците на последната средба, заедничка средба на Мешовитиот парламентарен комитет Република Северна Македонија, односно пратениците од Македонското собрание и од Европскиот парламент, ќе видите дека и Преспанскиот договор и договорот за добро соседство со Бугарија се потенцираат како договори со кои велиме дека треба да бидат имплементирани и да ги почитуваме принципите на тие договори. Да потсетам, за таквите финални заклучоци гласавме сите заедно. Во нашата делегација има пратеници и од ВМРО-ДПМН, и од СДСМ, и од останатите политички партии во собранието. Дадовме поддршка, така што кога ќе ги прочитаме заклучоците, ќе видите дека и тука се омекнува оној тврд став на ВМРО-ДПМН кој го има пред да ја формираат владата, па и набрзо од кога ја формираа владата. Гледајќи за државата, како интерес на државата, тоа е поместување. Но не треба да оди тивко. Тие треба тоа да го соопштат на граѓаните дека да, правиме напори и еве нашите напори се гледаат. Јас за сега не гледам поместување на она или исполнување на делот ветувањата кои ВМРО-ДПМН ги даваше дека ќе ги променат преговарачките позиции на Република Северна Македонија и мислам дека веројатно и пред изборите, бидејќи на другите прашања ќе им беше тешко да ги водат изборите, меѓутоа на прашањето на национализмот ВМРО-ДПМН секогаш победува кога има некое жешко прашање во рака. Неискреноста пред изборите и сега Македонија може да ја чини многу и може само да ја чини оддалечување од Европската унија. Околу економските инвестиции од Америка немаше некакви навистина прецизни детали, некаков договор за разлика од Албанија и Србија, например. Да, прашањето е дали верувате во можност за инвестиции. Најави да, и јас повторно ги кажам дека тие најави апсолутно ги поздравувам. Дали Соединените Американски држави, односно компаниите од таму имаат интерес да инвестираат во Република Северна Македонија, јас слободно ќе кажам дека да, затоа што за разлика од пред многу години сега веќе безбедноста може да ја гарантираме како членка на НАТО алијансата и тоа е сериозна предност кога еден инвеститор се одлучува да пристапи кон некоја земја. Второто е тоа тука е владата во прашање, тоа е да гарантира сигурност на инвеститорот, дека нема пречесто да има менување на закони, менување на услови и така натаму, и се разбира амбиентот во кој што инвестицијата ќе биде имплементирана. Она што вчера го прочитав, барем јас вчера го прочитав во еден од медиумите, го видов, а тоа е дека во овој период 83.000 работници во Република Северна Македонија не добиле плата, споредбено со претходната година истиот период кога само 25.000 не добиле, тоа е зголемување за повеќе од 55.000, укажува на, барем за мене, е сериозен индикатор дека и во делот на економијата или економската сфера показателите не се баш совршени. На што се должи ова? Веројатно јас како пратеник ќе побарам дополнителни одговори или објаснувања од извршната власт, се надевам дека ќе ми бидат соодветно одговорени. Меѓутоа и тоа е своевиден индикатор за инвеститорите. Без оглед на моите политички позиции, опозиција и така натаму, јас посакувам во Република Северна Македонија да има што е многу повеќе инвеститори, особено и од Соединените Американски држави, меѓутоа и од другите земји, затоа што тоа значи отварање на работни места, тоа значи економска стабилност и сигурност пред се на граѓаните
се разбира понатаму и на институциите на државата и така натаму. Дали ќе видиме, јас очекувам, годината е, на почеток сме на оваа година, очекувам веќе до средината на оваа година или јуни, јули месец некаде да имаме и официјални договори каде што навистина ќе видиме и реална опиплива инвестиција во број на работни места, во која индустрија ќе биде, односно кој сектор и така натаму и така натаму. Како гледате во некаква евентуална мировна мисија во Украина, како ја гледате улогата на Македонија? Дали би можела Македонија да влезе во некакви мировни трупи како дел од таа операција во Украина? И што би се случило доколку Соединетите американски држави се против? Прво е многу важно да знаеме во рамки на кои надлежности или какви постапувања, каква улога ќе имаат тие трупи, затоа што мислам дека е неблагодарно било кој од субјектите во државата и ние како опозиција, меѓутоа и владата сега да зазема позиција, затоа што мислам дека треба да се види конкретниот предлог. Кога беа воспоставени таков вид на сили, да речеме своевидна мисија и она на КФОР во Косово, во Босна и Херцеговина таа е под Европската унија, но ние сепак учествуваме, се знае јасно кои се надлежностите и кои се целите. Вториот момент кој што ќе треба внатрешно во владата да се одговори е дали армијата на Република Северна Македонија ги има исцрпано капацитетите, затоа што од она што јас имав како податоци дека бев министарка, веќе бевме скоро речиси исполнети капацитети од она што е бројка на армија која може да ја испратите надвор од државата. Така што и тоа, затоа што и тоа има економско влијание врз баџетот на министерството и на државата се разбира, така што кога сите овие елементи ќе се спојат и одговорат, ќе треба да се даде одлуката. Штом разговараме за можност евентуална за испраќање на мировни трупи, тоа значи дека веќе ќе имаме јасна позиција, односно ќе знаеме дека овој конфликт е завршен и дека практично сега одиме кон стабилизирање и рехабилитирање и реконструкција на Украина, што е да речам оној посветлиот или полесниот дел. Меѓутоа, додека да дојдеме до таа точка, треба да се погрижиме за нашето движење по тој пат до таа точка. Председателката Силјановска дефинитивно беше на ваша страна околу навредите на министерката Кочовска. Сега моето прашање и побара практично Силјановска побара Кочовска да ви се извини. Искрено, без оглед на политичките разлики, јас не сум изненадена од ставот на председателката, затоа што сега ќе се навратам на времињата кога јас студирав на правниот факултет, таа беше една од моите професорки на факултетот. Познавајќи ги незините тогашни согледувања и она како го изучувавме правото преку незините погледи, незината оптика, очекував дека ако биде прашана, дека ќе даде одговор кој доликува на функцијата председателка на државата. И мислам дека таа упати порака која не само да не се сватиме сега на две страни, Славјанка и Кочовска, туку дека е порака, јас би ја сватила малку и пошироко, кон сите учесници во политичкиот живот во Република Северна Македонија. И генерално, не само политичкиот. Зошто? Затоа што мислам дека од таа порака или таа изјава на председателката Силјановска треба сите ние учесници во општествениот живот, заслужувам со вас, да извлечеме поука. Ако секојдневно сме обременети со тежината на кажаниот збор во основните средните училишта и други некои социјални средини, тогаш која е пораката кој ние овдека, го земам за пример собранието, ја испраќаме кон граѓаните со нашето однесување. Ако кога гледате дека целата јавност го осудува нечие однесување, тогаш не можете цврсто да стоите на ставот дека не, јас сум по право и не се повлекувам од тие позиции. Тие рововски закупувања, по суштина е нешто кое што само не оддалечува едни со други. И јас и без оглед на ова последно случување и претходно кога сум имала прилики, апсолутно сум ги осудувала таквото непочитување кон институција пратеник или особено кон жени и така натаму, без оглед на тоа од кого доаѓаат, па вклучително и кога доаѓале од моите партиски колеги.
Апсолутно. Да. Она што се случи на денот на пратеничките прашања не беше однос кон Славјанка. Славјанка е неважна во оваа приказка. Важни се сите останати граѓани кои се најдоа погодени, повредени од оваа изјава, но она што е исто така многу важно е односот, непримерното однесување на представник на извршна власт кон собранието. По устав, собранието тоа кое врши контрола и надзор над работата, пратеникот мора да поставува прашање, бидејќи тоа е работа. Ама контрола за раѓање никој не смее да прави. Ова е веќе контрола за раѓање. Меѓутоа, затоа реков, ние правиме контрола над работењето на извршната власт. Извршната власт апсолутно мора да одговори на прашањата. Ако некогаш не можете да се носите со товарот, одберете го да одговорите писмено, меѓутоа не ваков однос кон собранието. Да не го зборувам моментот на апсолутно класичен пример на дискриминација по основ на мојата семена и брачна состојба. Нешто кое што апсолутно никој нема право, ниту на мене, ниту на било кој да му се меша во приватниот живот, а особено, како што реков, на илјадници, засегнати жени, па и мажи, кои навистина го изразија своето негодување. Благодарам. Благодарам и вам.